Огромен интерес на Прилепчани за презентацијата на двата проекти на владата Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Салата во општина Прилеп беше буквално претесна да ги собере сите оние кои беа заинтересирани по поволни услови да дојдат до свој нов дом. За Купи куќа, купи стан за млади, ние сме за син ми тука дојдени, да видиме што понуди ќе има и сме одлучени за тоа. Како ви се допаѓаат условите што се? Условите се добри. За Купи куќа, купи стан сум заинтересиран да видиме кои се условите. Имаме проекти заедно за доградба на куќа и ќе видиме. За Купи куќа за млади, затоа што веќе имам плац на мое име, па се интересирам заради доградба, наградба на нова куќа на стар објект кој што може да се реновира таму и повеќе сум за тоа заинтересиран. На презентацијата присуствуваше и министерот за финансии Зоран Ставрески, кој истакна дека владата во овој момент дава огромна финансиска поддршка за младите и нагласи дека ваква шанса се укажува еднаш во животот. Акцентот особено беше ставен на новиот проект Купи куќа за млади за оние до 35 години, каде има два модели на субвенционирање: субвенција на рата или субвенција на учество за кредит. Да речеме, ако човек сака да купи куќа или да изгради куќа и му треба кредит од 30.000 евра, отприлика 200 евра месечно е ратата. Првите 8 години 160 евра од тие 200 евра ќе плаќа владата, а 40 евра само лицето што ќе го земе кредитот. Потоа 9-та, 10-та и 11-та година 100 евра месечно ќе плаќа владата, 100 евра лицето што го зема кредитот. Значи во текот на 11 години, од вкупно 20 години колку што се враќа кредитот, ја има финансиската поддршка од владата. Ако пак лицето нема доволно кеш пари на почетокот за да дојде до стамбен кредит, тогаш му ги даваме тие пари, колку и да се 6, 7, 8, 10.000 евра, за да може во банка да отиде и да добие стамбен кредит. Општина Прилеп токму за овој проект за младите веќе има подготвено и цела населба која го носи името Градина и која треба да биде уредена според сите најсовремени европски критериуми. Куптно се предвидени 370 парцели за индивидуални куќи и изградба на колективен стамбен простор. Станува збор за населба по сите европски стандарди, значи со широки улици, тротоарни површини, зелени површини, можност за изградба на трговски центри, градинка, училиште. Баравме и друго државно земјиште кој што ги има во градажниот опфат на генералниот план. Имаме во близина на Точила, повеќе хектари се опрашајни и таму би излегле негде околу 200 до 300 парцели за изградба на нови индивидуални куќи. Општината вакви парцели за нови индивидуални стамбени објекти определила и во близина на населените места Канатларци и Селце.